Таа е наша позната кошаркарка, игра во Вардар, а одскоро е Мис Фитнес. Денешна наша гостинка е Едина Муса. Беше наш Юниф Патриот, играв Юниф кошарка и јаде да видиме како ќе биде денешниот разговор. Здраво, како си, добар? Супер. Ајде, добро дојдовте. Добро ве најдовте, здраво Едина. Колку години се занимаваш со спортот? Со кошарка се занимавам веќе 20 на години, значи од мојата 6 годишна возраст. А зашто одбра кошарката ако не е некој друг спорт? Па со кошарка почнав да се занимавам, највеќе затоа што мојот татко беше тренер. Тој се уште е тренер по кошарка, имаме сопствен тим и таму почнав со него на тренинзи, едно друго трето и кога почнав ете ја. Сега си во Вардар, у кој друг клуб имаш играно? Во Вардар сум веќе 2 години, точно, да. Претходно имам играно во Водњански лисици, таму започнала да се занимавам со кошарка, потоа отидов во Америка, таму играв за средношколски тим, па на коледж, тука се вратив играв во Лотос една година и ете сега последните 2 години во Вардар. Дали висината беше пресудна во случај како кај мене и кај мојот другар Миро? Па, висината искрено не беше пресудна, иако потекнувам од доста висока фамилија, кај мене сестра ми е 1,93 м, јас сум малце пониско од незе, меѓутоа љубовта кон кошарката беше пресудна пред све. Колку пати неделно тренираш кошарка и како изгледа твојот ден? Кошарка тренирам секој ден. Сега моментално се спремам за фитнес надпревар, па малце повеќе се насочувам кон фитнесот него кошарката, меѓутоа кога се надпреварувам кошарка, тренирам 2 до 3 пати на ден. Дали женската кошарка е еднакво платена како машката во Македонија? Моментално женската кошарка не е подеднакво платена како машката, меѓутоа ние се надеваме дека тоа во иднина ќе се промени со оглед на тоа што ние исто напорно работиме како мажите, па така да, еве, во иднина се надеваме дека тоа ќе се промени. И јас како женска кошаркарка се надевам дека женската кошаркарска екипа ќе биде повеќе платена. Дали може да се живее во Македонија од кошарката? Нажалост не може. Финансиите се многу мали. Нема доволно услови за да може да се доволно се заработи и да се занимаваш на толку професионално ниво кај нас во Македонија. Ајде сега како кошаркари да се провериме во слободни фрлања. Од кога почна да се занимаваш со фитнес и зошто баш фитнес? Па фитнесот искрено секогаш ми бил моја лична пасија, значи покрај кошарката сум тренирала или во теретана, а со оглед на тоа што сум и дипломиран кинезиолог, имам диплома за фитнес тренер, кога се вратив во Америка, аплицирав за работа како фитнес тренер, бев прифатена и од тогаш натака веќе 2-3 години сум во тие води. Не одам на вас и тоа те Мис Фитнес, што значи таа за тебе? Да, точно, одамна бев избрана за Мис Бикини на Македонија. Таа за мене е личен успех. Искрено фитнесот беше нова бранша за мене, значи во кошарката веќе сум во подолг период, сега во фитнесот сум веќе прва година и искрено сум многу задоволна со тоа што на прв настап освоив прво место и ова е голема мотивација за наредниот настап што ќе го имам на светското првенство во Франција сега во декември. Колку пати на ден тренираш? Па сега кога се спремам за првенство, тренирам од 2 до 3 пати на ден, од кои наутро, значи кога ќе станам, го правам првото кардио, потоа тренирам со тренер, тежински тренинг и навечер исто така преспиње уште едно кардио
така да се на се вкупно во денот 4 до 5 сати. Дали може да ни дадеш некој совет како да се храниме за да изгледаме како тебе и какви навики да стекнеме? Па пред се би ве посоветувала да бидете физички активни, да гледате да се храните поздраво, што значи брзата храна да исклучите, вашите сладките работи исто така, повеќе зеленчук, овошје, имам едноставно тоа да ви биде начин на живот, не за краток период дека се стекне некоја форма и после тоа да се вратите на старите навики. Тоа да ви биде начин на живот за понатака исто. Ја бев во Лос Анџелес на Олимписки игри, ти живееше во Америка и како ти се допадна? Точно да, јас живеев, играв кошарка и студирав во Америка 6 години. Моето искуство таму е супер, значи начинот на кој работат, на кој живеат, кошарката, самиот спорт е на многу повисоко ниво, така да само позитивни импресии имам од Америка. Дали ги сакаш патувањата кои ти се омилени дестинации? Да, значи обожавам да патувам. Омилени дестинации немам некоја посебно да одвојам, затоа што сакам колку што можам земји да посетам во мојот живот. Значи сакам прво да тргнам од Европа, па после Азија ми е доста атрактивна, така да обожавам да патувам и се надевам дека ќе имам многу послободно време во иднина да можам тој сон да си го остварам. Дали убавината е предност или пречка во спортот? Па јас мислам дека убавината сегде е предност. За мене била предност, не знам, меѓутоа прво се бара талент, работа, па тоа е плюс само. Може да биде само плюс. Како се справуваш со додворувачите? Како се справам со... Па, на културен начин. Па е да се нешто да те прашам за твојот приватен живот. Дали имаш дечко? Не, моментално немам дечко. Добро. Какви се твоите планови за војднина и професионални и приватни? Па сега се спремам за светско првенство мис бикини, кој ќе се одржи во Франција во декември. Па моите планови се сега само насочени кон тоа, а за понатака ќе видиме. Ние те следиме на Инстаграм, дали може да се сликаме? Сега дека може. Добро. Ајде. Беше